Вчера се одржа лидерската средба, на маса беа ставени неколку предлози за уставните измени. Која е разликата од вашиот предлог за уставни измени со оној на власти, што добива државата, која користи? Да, важно е да се напомене дека од лидерската средба вчера можеме да констатираме дека во овој момент владата го нема потребното мнозинство, односно нема 2/3 во парламентот за уставните измени кои што ги прифати пред една година без да биде консултирана опозицијата, односно да биде консултиран ВМРО-ДПМН, тоест да бидам уште попрецизен, кога се нудеше да биде ВМРО-ДПМН, тие го одбија, кога предупредуваше го игнорира и потоа кога нудевме континуирано решенија, тие решенија ги игнорира, исто како што го игнорира сето она кое што беше ставено страна на ВМРО-ДПМН на маса. Така што тие креираа проблем, сега проблемот е на маса и очигледно е дека во овој момент, година дена потоа, и покрај оние растурања пердови дека преговарале со толка број пратеници, со онолка број пратеници и така натаму, 44 подписи на пратеничката група на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН дека нема да прифатат промена на устав под бугарски диктати во овие околности, се на маса, тоа значи дека тие немаат доволен број пратеници за да ги направат овие уставни измени. Втора работа која што е многу важна, која исто така треба да напоменеме, е дека и покрај тоа што континуирано испраќа во јавноста лажни вести дека преговара, дека преговорите се започнати. Се сеќавате, изминаа 5 години од онаа слика во авиончето кога ни рекоа дека почнуваме да преговараме. Еве вчера станува јасно дека преговори нема. Дека Македонија не преговара со Европската унија и покрај сите отстапки што ги прифатија како влада, и со договорот од Нивици, и сега со бугарскиот договор и додатоците на бугарскиот договор, се уште Македонија не преговара, дополнително е потребно да се направат нови понижувања. Како одговорна политичка партија и како одговорни политичари, секогаш сме подготвени да разговараме кога станува збор за еднината на нашата татковина на Македонија. Таков беше и разговорот вчера на, условно кажано, лидерската средба со господинот Ковачевски. Од негова страна беше дадена понудата да отстапи 5 министерства кои што во овој момент ги управува во владата Социјалдемократскиот сојуз и да му ги понуди на ВМРО-ДПМН, а за возврат на тоа ВМРО-ДПМН да даде поддршка на уставните амандмани, да се завршат тие уставни амандмани, да се отпочнат преговорите повторно и потоа така да се оди на избори. На тоа мојот одговор беше следен. Во ред, ја прифаќаме понудата за да учествува ВМРО-ДПМН во едната влада, но имаме до избори, се разбира, така наречена преодна влада, еве можеме така да наречеме, до избори, се разбира, но имаме услови за тоа, што е нормално, да имате услови, нели, не можете вие кога доаѓате на преговори, вие морате да ги поставите работите и да преговарате. Ако вие го прифатите 100-0 предлогот на вашиот соперник, би рекол уставно кажано во тие преговори, тоа е диктат, ултиматум, тоа не се преговори. И ние рековме имаме услови. Прв услов е конечно Македонија да ја ослободиме од Демократската унија за интеграција. Таа нема потреба да биде дел од таа условно кажано преодна влада. И јас го поздравувам потегот на господинот Бујар Османи што тоа го прифати во името на Демократската унија за интеграција, да таа не биде дел од оваа условно кажано преодна влада до изборите. Потоа граѓаните ќе кажат дали во некоја една влада тие ќе бидат или нема да бидат, а ние како ВМРО-ДПМН го знаете нашиот став кој е поврзан со Демократската унија за интеграција, дека ќе сториме се што е во наша моќ во рамките на законите и уставот и во рамките на демократијата, Демократската унија за интеграција да остане и понатаму во опозиција, бидејќи е здраво, опозицијата е добар период кога можете вие да, како да кажам, се реструктурирате однатре, видите некои нови политики, некои нови хоризонти, за да можете потоа на следните избори да учествувате. Значи тоа ни беше главен услов кога станува збор за составот на таа влада. Кога станува збор за уставните амандмани, ние рековме во ред, не е проблем, еве, да речеме да го прифатиме гласањето за тие, но да биде ефектот одложен, односно со одложено дејство. Што значи тоа? Практично околностите нема да се променат, нема да имаме промена на устав, тие амандмани нема да бидат дел од новиот устав, се до моментот додека Македонија не стане земја членка на Европската унија. На тој начин
го заштитуваме нашиот идентитет и на тој начин ние кажуваме дека нема да има дополнителни одстапки кои што ќе можат да му наштетат на нашиот идентитет. А ако навистина Европа толку многу не сака, ќе сака овој процес брзо доди, да идеме на брза трака, да преговараме, да станеме земја членка на Европската унија и така тогаш мора да го отвориме уставот, бидејќи нели пред пристапувањето секоја земја го отвара уставот и тогаш веќе можеме да зборуваме за овие уставни измени да бидат ефективни. Од страна на соговорникот беше кажано дека тоа е прекршување на преговарачката рамка. Јас велам не е прекршување, бидејќи никаде во преговарачката рамка не стои дека уставните амандмани се пречка за отпочнување на преговорите, односно одржување на втората меѓувладина конференција. Директно не стои. Имплицитно стои, бидејќи дел од преговарачката рамка е договорот за добро соседство, дел од договорот за добро соседство е протоколот, а вториот протокол што го потпиша Бујар Османи, да, стои тој услов дека треба да бидат, како да кажам, вметнати оние малкумина бугари во Македонија во нашата преамбула. Еве, ние се обидовме да го заштитиме и стоиме за оваа позиција, да го заштитиме македонскиот идентитет, да овие амандмани влезат ефективно во уставот тогаш кога Македонија ќе биде земја членка на Европската унија. Понудивме решение, очекуваме одговор од страна на раководството на СДСМ. Влада без дуи и ефективна апликација на амандманите кога Македонија ќе биде членка на Европската унија. Само велат дека сте прифатиле уставни измени. Да, еве, заправо тоа и го зборував до сега како одговор. Уставните амандмани да бидат ефективни, прифативме тоа, да бидат ефективни и дел од уставот тогаш кога Македонија ќе стане земја членка на Европската унија. А до тогаш да формираме, условно кажано, некоја преодна влада без учество на Демократската унија за интеграција, со сите останати политички партии, немаме ние против, и добро е, и другите консолидираната опозиција на албански политички партии да биде дел од таа влада, да има и таа некои институции, за да може да имаме рамен терен за игра со Демократската унија за интеграција на изборите. Така што тоа е првиот услов и вториот услов, примената на тие амандмани да биде тогаш кога Македонија ќе биде земја членка на Европската унија. Велите преодна влада, тоа се разбира влада коалиција со СДСМ, нели сте лути ривали? Ова е преодна влада која што ќе биде со важност до изборите, практично до организацијата на изборите, потоа граѓаните ќе се одлучат. Добро е да сме дел од тој процес, на тој начин ќе спречиме евентуално злоупотреба на изборниот процес, ќе спречиме евентуални неправилности, што е многу важно, за да имаме еден кредибилен изборен процес и тоа на ВМРО да помогне на гласачите и на граѓаните ќе им даде еден вид доверба дека процесот на избори кој што следи и председателски и парламентарни е процес кој што е согласно законите и согласно уставот и тоа е многу значајно. А идниот премиер нема да биде премиер поради договорот кој што го направиле СДСМ и ДУИ или условно кажано етнички албанец, туку ќе биде премиер кој што го избрале мнозинството пратеници во рамките на парламентот. Ете тоа го предложивме ние како ВМРО да помогне и очекуваме сега одговор од СДСМ. А како го цените одговорот на Бујар Османи дека дури ето така едноставно ќе се повлече од владата и ќе ги остави сите министерски места само и само да се дојде до отварање на уставот? Го поздравувам. Очекувавте ли таков одговор? Го поздравувам одговорот на Бујар Османи, што свати во името на Демократската унија за интеграција дека е време за опозиција. Тоа дава можност на Македонија да се ослободи од оние сомневања за големи злоупотреби и криминал кои што се познати во јавноста. Граѓаните да се ослободат од фрустрацијата како причина на процесот на дуизација. А од друга страна цениме дека тоа отвора можност кон вистинска европеизација на македонското општество, вистински почеток на преговори со Европската унија, а не Македонија да биде држана од заложништво од мала група на луѓе кои што освен својот личен интерес, буквално ништо друго немаат како приоритет. Така што се надевам дека нема да ја променат оваа позиција до изборите,
а јас сум убеден дека и после изборите Демократската унија за интеграција ќе има многу време натрешно да се реструктурира, да донесе нови кадри, нови идеи, нови политики, па можеби после 4 години на некои следни избори да настапи со некои нови луѓе, со нови политики кои што ќе значат додадена вредност во квалитетот на живот на сите граѓани. Така, кои 5 министерства би биле на ВМРО? Не сме влегле во детали, нити имаме намера. Принципиално сега зборуваме, очекуваме да се сложат од страна на раководството на СДСМ. Не знам како им се вика централен одбор или како им се вика тоа таму, да прифатат прво на ваква влада, која што нема да учествува и да прифатат да амандманите на уставот се со важење тогаш кога Македонија ќе биде членка на Европската унија. Сега само да прашам, пред да поднесете еден таков предлог, дури да излезе од владата, дали и вие очекувате дека нешто тако може да се случи, бидејќи граѓаните навистина не очекуваат таква постапка од нив? Па, ценам дека притисокот кој што е во јавноста си го направи своето и ние како ВМРО да помене и јавноста, сепак тоа е голем притисок, знаете, ретинзите се такви какви што се, фрустрацијата кај граѓаните, чувството дека има голема неправда, има основани сомневања за можен криминал, кај граѓаните се навистина на едно високо ниво и тој притисок, предпоставувам, се рефлектираше врз оваа позиција, да они конечно попуштат и добро е тоа, ќе имаат 4 години време, најпрвен до одржувањето на следните избори, а потоа уште 4 години време, здраво е за секоја една политичка партија да помине еден период, една своевидна катарза во опозиција, за да може потоа да настапи на следните избори подобро екипиран. Значи ли тоа дека ќе бидат амнестирани од криминалот, бидејќи го прифатите пред? Јас за тоа прашање сум дал многу пати одговор. Да станува збор за родена моја сестра, каде што постои основано сомневање за криминал, треба да се истражи и доколку тоа се потврди со докази, мора да биде изведено тоа лице пред органите на правдата. Амнестија или па кајмене амнезија за потенцијални случаи каде што има криминал, не само што нема да биде случај, туку напротив, ви кажувам, секој оној кој што се огрешил пред законот, кој и да е, од која и да е политичка партија, за кој што постојат основани сомневања, а потоа и докази, ќе одговара. Ќе одговара и тоа јас ви го кажувам јавно и тоа го зборувам на секој мит. Пред овој суд и пред овој обвинителство? Па мислам дека таму ќе има големи реформи кои што ги планираме во нашата изборна програма и како резултат на тие реформи ценам дека ќе прогресираме во скалата за борба против корупцијата и владењето на правото.